Компјутер за секое дете. Во 2007 година за владата на ВМРО ДПМН беше најдобрата и најголемата инвестиција во образовниот систем. За тогашната опозиција СДСМ тотално пропаднат проект чија намена било перење пари. Сега кога се сменија улогите, власт уверува дека нивната образовна реформа за дигитализацијата на учебниците е концепт на 21 век, а пред речиси 13 години проектот Компјутер за секое дете го оценија како фијаско. Нема 150.000 компјутери, а веќе денес незавршениот проект ги чини граѓаните цели 35 милиони евра. Инсталацијата на компјутерите беше дадена на јавното предпријатие Македонска радиодифузија, кој распиша дополнителен тендер од 7 милиони евра за инсталација на компјутерите. Некој од овие пари сериозно се збогати. Тогашните 35 милиони евра за дигитализација во образованието со набавени 18.000 компјутери беа проблем за СДСМ, а сегашната сума од 120 милиони евра според пресметките на опозицијата не се. Во 2008 прашуваа и кој ќе ја понесе одговорноста за штетноста и лошото планирање и спроведување на проектот Компјутер за секое дете. Сега министерката Царовска секоја критика на нејзината реформа ја квалификува како политизација. Концепцијата е донесена пред некаде 2 месеци. Програмата за прво одделение е донесена објавена. Автори објавени што укажува дека сите чекори навремено ги превземаме и ние апсолутно ја спроведуваме концепцијата како што е донесена. Имаме обврска за истото. Јас ви укажувам дека секоја политизација на осовременување на образованието не оди на добро за државата. Инаку, владата сега сака да го помине законот за дигитализација во собранието со европско знаменце, а тогаш бараа во законодавниот дом да се формира анкетна комисија за спроведување на владин проект Компјутер за секое дете.